пукна трпението на македонските земјоделци. Пробивањето на сите рокови за исполнување на нивните екзистенцијални барања ќе ги извади на предупредувачки двочасовен генерален протест на 12 јули. Ова е одлуката од синоќашната средба на представниците на сите земјоделски гранки од целава земја која се одржа во Прилеп. Очигледно е, не да речам, незадоволството кај сите гранки, очигледно е и страмно е за оваа влада, што на ваков начин сите наши барања со закон предвидени си ги остваруваме на протести. Верувајте дека сме во финансиска криза. Борчиме на секаде, кон аптеки, кон сите наши добувачи. Репроматеријалите се поскапени за 30-40%. Сега нова удар за нас, земјоделците, е зголемувањето на нафтата, на дизел горивата. Се оди во нагорна линија, а цената на нашите производи останува иста, а и се намалува. Значи, ова е веќе неиздржливо. Дека македонското земјоделство е во длабок колапс, потврдуваат и сточарите, и лозарите, и оризопроизводителите. Велат, она што најмногу ги револтира е игнорантскиот однос од власта. Сточарството веќе, ако не веќе во колапс, неисплатени субвенции за 20 година за млеко, по грло, значи буквално не е ништо исплатено. Сите ги чекавме до 36-ти, еве не ги зедовме. Од друга страна, сточната храна веќе оди во нагорна линија и ја нема доволно да се купи на пазарот. Сточниот фонд нагло се намалува, се продават фарми, сите крави се продават. Тешко за издржливост. До сега имаме игнорантски однос од страна на институциите, надлежните, ќе го посочиме Министерството за земјоделие. Значи се гледа еден општо незнаење, незаинтересираност да се решават проблемите и мислам од ова како се продолжи треба да се извршат и промени во Министерството, па ако треба и смена и на министерот, кој до сега се докажа дека не е способен да го води Министерството за земјоделие. Сега земјоделците се буквално на колена. Сега ние произведуваме гројзе, а не знаеме кој ќе го откупи, по која цена. Пошто лани земаа гројзе по 3 динара, по 4 динара, по 6 динара и никој ништо не превзима. Плюс ковид средствата што се тие, тоа до ден денеска беше обичаено на 15 март да се исплате. На 15 март помина и јуни, и јули, сега па еве слушам денеска телевизорот во август месец ќе го исплачале. Има регистрирани земјоделци 20% што дополнително 20%. Тие се за 3 години неисплатени. Најавениот предупредувачки протест ќе се одржи во Прилеп од 10 до 12 часот. Во зависност од неговиот исход ќе се преземаат идните следни чекори, велат иницијаторите.